Предавањето правците на надворешната политика на Соединетите Американски држави под администрацијата на Обама представуваше пресек на првите 100 дена на делување на новата администрација, која од 20 јануари годинава ја раководи председателот Барак Обама. Сигурноста на американскиот народ е најважна и овој факт беше потенциран веднаш по инаугурацијата на 44-тиот поред американски председател. Во центарот на интерес на надворешната политика на САД во 5-годишниот мандат се климатските промени, ситуацијата во Судан, Авганистан и Пакистан. За да останат лидери во светот на Соединетите Американски држави, им се потребни пријатели, без оглед на тоа дали се мали или големи. Надворешната политика на САД го поддржува диалогот со муслиманите. Затоа председателот Барак Обама го дал првото интервју за арапската телевизија Ал Арабија, се обратил во турскиот парламент и најавил нов диалог со Иран, со цел да докаже дека не е во војна со исламот. Председателот Барак Обама веќе јасно ја покажа својата визија за тоа што сака да постигне во американската надворешна политика и како тоа ќе го оствари. Тој побара од мене да продолжам да ја извршувам функцијата амбасадор на Соединетите Американски држави во Македонија како негов личен представник. Амбасадорот Рикер, кој 8 месеци е на функцијата во Македонија, со задоволство ги пренесе искуствата од посетата на македонските војници северно од Багдад во Ирак. Таму, тие биле дел од мултинационалните сили на НАТО и по успешната мисија се вратиле во Македонија. Според него, Барак Обама досега многу кажал и направил. Неодамна во Лондон на средбата на Г20 разговарал со останатите светски лидери за последиците и мерките од глобалната финансиска криза. Како дипломат имам работено во американската администрација кога ја раководеа и демократи и републиканци. Горд сум на фактот што сум петтиот американски амбасадор во Македонија. Ме радува фактот што американската администрација реши да ги намали војниците во Ирак, нешто на кое јас работев во амбасадата во Багдад, пред да дојдам во Македонија. Во 21. век никој не може сам да чекори напред. Колку ова побрзо се свати, толку подобро ќе биде за сите. Доказ за ова е пријателството помеѓу Македонија и САД. Токму затоа, американската администрација вложи $16 милиони за изградба на новата амбасада во Македонија. Овој гест е доказ за доследната американска политика и позиција кон Македонија во однос на сите прашања, вклучително и решавањето на проблемот со името.